Убав ден. Ова што се случува и што го гледам каде што сите се познаваме, станува многу жално. Многу жално и многу боли. Јас мислам дека треба на друг начин да се помогне на родителите и мислам дека ваквиот бол треба да издействуваме сите и да најдеме начин како тоа да го направиме. Јас, гледајќи го оно денес и низ деновите, точно знам каква е ова структура во Кочани, бидејќи мојот живот ми наложил да имам вечна борба со ова секташка организација во Кочани и во цела Македонија. Би сакал, а верувам дека ги се согласите сите, најпрво вината да се признаеме сите ние, затоа што верувавме во овој систем и верувавме дека како и ние кога бевме млади, кога одевме на концерти, во повеќе градови низ цела бивша Југославија, каде што можеш да спиеш под секој мост и можеш да идеш каде сакаш и на концерти да си поминеш убаво без никаков проблем да имаш. Но тоа време е поминато. И треба да го заборавиме. И затоа треба сите заедно. Најпрво ние да сносиме одговорност, бидејќи јас тој збор шупа прв пат го слушнав откако се случи оно што се случи. И многу е жално и бедно што тој збор шупа го слушав од лица кои што секојдневно се биле во таа шупа или во другата шупа во трговскиот центар на истиот газда. Кочани подолго време и децени уназад е во канчите на криминалот, во канчите на наркоквартовите, во канчите на секташката организација. И тоа сите го знаат.
моите повици и мојата борба не стигна до моите кочанчани. Дека нашиот град е довлочени, дека ние имаме еден олигарх кој што неговата империја ја прави од времето кога се криумчареше нафта, од времето кога волците беа во чупино бродо и не манипулираа дека ќе имаме војна со нашиот сосед Србија тогаш, а вагоните со нафта одеа од Македонија кон Србија, која во тој временски период имаше ембарго од сето оно што се случуваше кај нашиот северен сосед. Тоа беше 94 година, када настанаа многу олигарси од ова нафта, посебно во Кочани. Ако сакаме да дојдеме до суштината и да се бориме против она кое што на вистина може да им завидува и Каза Ностра во Америка од Сицилија. Затоа што нашата кочанска Каза Ностра е во судството, е во обвинителството, е во увара довлочени, е кај нотарите, извршителите, адвокатите и урбаната мафија и сите олигарси во Кочани, каде што сите работат заедно и каде што сите уживаат у благодетите, ако некој го стават на пик. Ке го пуштам видеото да видите колку боли, а многу мина од вас кои што давате подршка сиве овие години, децении, имате поминато многу убави моменти во пицеријата на овој дечко, каде што секогаш сте престојувале со мене како Владо Павлов. Некој да ни објасни нешто. Каква е оваа држава што плаќам ја 22 години данок? Еден денар не сум дужен. Еден денар, ако дојдат нека ме затворат сите. 22 години сум приватен. Јас лично, со мојот ортак, 22 години трпам. Никој не може да ми скочи тука. Вчера платив еден тон пари. На нив ги дадев. На нив, за да не чуват. Кој не чува? Да јадат јастуци, да јадат тајкули, да јадат слонови и камили. Кој не чува? Наси. Погледнете ги ангелите тука. Имате ли вие деца, бе? Немат ми осетне, да беше на вашите деца, дали таму ги се криевте? Абе, не си ги сакаат децата умре, а не па друго, вие што секувате од нив. Нажалост, оставени сме сами на себе. Нажалост, тоа јас го дознав од ова жестока битка која што водам изминатите години, децении, со ваква секташка организација која што нема никаде на земјината сфера. Затоа мора со декрет да се пресудува и уништување на сите оние плантажи кои што немаат извоз и кои што не манипулираа дека улјето од конопје ќе ги лекувало од канцер.
а се докажа со која цел тоа го направиле. Со декрет, ако треба и убиство, осуда на смрт за сите оние кои што се во наркокланови и ги кокаат со наркотични средства нашите деца. Друг спас нема. Тие се малцинство и се примерни терористи. Ама са секаде. Даат се. Секаде се. Ваквите протести, обединети, без никаква политика, можеме сите заедно да го направиме тоа што ни е оставено во амонет. Како најпрво, јас целосно би се вложил да помогнам во расветлувањето на сето ова што се случува во Кочани. Не сакам бикот да се вала во крв. И најжестоко ги се спротивставам на сите оние кои што ќе сакаат бикот да се вала во крв во мојата и нашата Кочанска река. И да го искористат болот на родителите. Со цела моја екипа и со сите мои познаници. Болот не треба ни една политичка партија да го искористува. И најхитно што предлагам е да помогнам со анонимен адвокат кој што ќе им го воде целиот процес за сето оно што се случувало. Каде што ќе имаат и тие напоредна истрага. Како што има јавното обвинителство и судот основен во Кочани. И ќе бидат обединети со лице кое што правнички ќе ги застапува. Ова моје видео ќе го завршам затоа што навистина боли што не ја сватија пораката сите овие мои пријатели од оно што го правеа кон мене сектачката организација во Кочани. Оние кои што им даваат сила и кои што не заплашуваат, тие се соработници на сектачката организација, кои што имаат за цел да сеат ниски вибрации и тие мажиња да ги устолчуват како богови или светци. А оние кои што не викаат секта и кои што се уште не викаат секта се поклоници на секташката организација која што има и во нашиот град и секаде низ други градови и надвор од Македонија. Не може некоја особа која немала вода у очи и леп да дојде од Германија, да прави овде свадба и да има покането 60 мина
од Германија кои што ќе преспиваат на мотел Брана Градче. А таа да има стан во Алекс. А замислите, до вчера немала вода во очите. И тие секогаш ќе бараат начин како да се сокријат, да се вмешат во толпата на болот и да го искористат болот на родителите за своји лични и собствени потреби. Уште еднаш имајте убав ден. Има ли некој да ни објасни нешто? Тој што треба да објасни, АЦ, е заедно како браќа и сестри сите родители да се обедините и со добронамерни македонци да најдеме адвокат кој што напоредно ќе води истрагата, бидејќи како што гледам и слушам, точно е за обвинувањата и за лицата кои што ги кажа Владче Шеска, ама заборави и на лицата кои што се откочени во јавно обвинителство и основен суд, кочени кои што цело време се овде и цело време знаело како поголемиот број од кочанци што се случувало. А јас не би рекол дека е штала, затоа што на вистина е едно големо масонско здание, кое што однадвор, кој ќе го погледнеш, е старо, руина, а внатре НЛО. Идентично на одредени масонски зданија низ целиот свет, кои што, кој ќе ги погледнете од надвор, се стари куки кои што немаат ништо, ако ќе влезете внатре, Луи 16 вода може да му носе на гарнитурата кои што ја имаат. Така да, убаво е се што е кажано, вистината треба да се кажува, ама до Коцевски има и овде обвинители во Кочани, кои што треба со име и презиме да се кажат, заедно со судијата кој што ги пушта и ги притвара во исти ден. Бидејќи случувањата се во нашиот град Кочани. Исто така, убаво е што е спомнато Министерство за економија и сите министри кои што сносат вина. Ама треба се спомене и раководителката инспекторка за економски криминал, кој што требало да провери лиценцата. И тоа треба Шеска да се каже. Треба се каже кој наредил рација, претрес. И што се случувало истата таа вечер. И дали паниката од рација за дрога заврши вака како што заврши, или паниката од пожарот. Не смееме да дозволиме Кочани овој случај да заврши и да се заврши се со кабелот како од модуларна со прескалките. Имаме видеа исто така од Пулс кои што се дупло поголеми и дупло повеќе време траат од оние кои што биле на концертот за време на ДНК.
најхитно родителите треба да си имат свој одбор, тие да си имат лице кое што ќе раководи, и секако најбитно од се е да имат и тие исто така кривични со свој адвокат и да имат паралелно и тие да спроведуваат процес против ова злосторничко здружување во нашиот град Кочани, и секој добронамерен македонец и кочанчанец треба да им помогне. Ова е жално што го гледам, како ги шетаат моите кочанчани и како некој се обидува да го наметне на политичка основа. Така да не сакам да се правиме глупи, тупи и непотребливи. Сите велат сега штала, ама и Миле Левков како пратеник на ВМРО ДПМН е бил во таа штала, и командирот на полиција со кој што контактирав цело време околу моите проблеми, и веде градоначалникот Венко, исто така цело време престојува кога имат забави, и да не ги набројувам уште колку ли не биле во таа штала, кој што денес се велат, кој што денес кажуваат дека е штала, а да не споменувам за сите кои што одседнуваа во Класик како кафич на високо реноме, на Деко, кои што денес сите тие не убедуваат за нешто што тогаш не го направиле. Мора да почнеме од нас да си ја признаеме вината и да кажуваме вистината. Најмалку 100 имам слушнато што рекле штала, а секој ден се биле во Класик и не забави во Пулс. Ајде да ги отвориме картите и да се протиставиме најжестоко на ова сектачка организација, како што гледате, ниту Венко Филипче, ниту било кој друг политичар, ниту десници, левици и министри може да ви помогнат. Ако самите не си помогнете, мои браќа и сестри сограѓани од мојот град. Верувајте ми, сите ги се играат пинг-понг со вас. А тоа го јас најдобро знам како председател на Black Point, кога го работевме случајот на киднапираните од 2001 година, како со родителите си играа пинг-понг, сите оние од кои што денес вие барате помош, и како што гледате 12 мината од 2001 киднапиране од Тетовско, до ден денес никој не кажал каде се. Обединете се сами, ова држава има закони и паралелна истрага од вас родителите